На истокот речиси никој не сака да чува туги деца. Згрижувачките семејства, кои во сите останати региони функционираат како најдобра форма за социјално згрижување на напуштени деца, во Брегалничкиот регион, кој доскоро важеше за регион на хуманоста и солидарноста, скоро воопшто и да не постои. За нешто да се смени не помогнале ниту постојаните кампањи на Центарот за социјални работи, ниту поволностите што државата ги нуди. За 25% ќе порасне зголемувањето на згрижувачките семејства и на згрижувачки семејства за деца без родители. Сместувањето во дом семејство на детето му дава можност да се вклучи во еден реален семеен амбиент, да добие чувство на сигурност, што е клучно во неговиот натамошен развој, тврдат социолозите. На тој начин се стекнува она топлина во домот, грижа за тие лица на еден начин замена за семејството, кој му е потребна, бидејќи овие лица се нашле во таква состојба. За сега статус на згрижувачки семејства во регионот имаат одвој 5 семејства. Кога во прашање е згрижувањето на деца, во регионот предничи Пробиштип, каде туги деца чуваат 2 семејства. Останатите се одлучиле за чување на стари лица. Тоа не е секогаш лесна работа, но згрижувањето има и своји добри страни. Едноставно ти дава волја за живот, што го гледаш ти него, дека си го довел, како е било, како оно напредва. Зашто ти да не напредваш? Да. Зашто? И мисля дека тоа само треба некој да го усети па за да го каже. За згрижување на дете без родители или немокно лице, државата дава по 8.800 денари, со можност да се добие дополнителни 4.300 денари за нега на туѓо лице. Сепак, ниту парите, ниту хуманоста не се причина за жителите на истокот да им излезат во пресред на оние на кои згрижување им е неопходно.